И кога ќе клаваме дресој да клајми од главниот. Само се разбери, се ги речи некој, абе на телевизија не се клава дрес. Абе кој те праша, море? Знаеш, отиличам јас тебе. Кај пиши дека не треба? Имало дрес код, пристојно отишо, непристоен су. Покажвам деколтиња нешто, ниски кутели чуда. Некој за така спортич не давајте по телевизија, така? Или таму пристојно. Абе како си имате изучено, бе. Значи некои луѓе си ги прат границите како ќе му текни. Вака треба и никако поинаку, вака во та коцка. Што би рекле турците сурат кутија. А и на крајот на денот, кој е тој што има право да одлучува што е пристојно, што не е по тебе? Кој стигна, што стигна напред по телевизите? За дресот ќе се фаќаме? Тој исто ко кај мене да бараш политичка коректност не постојбате. Ако чини Арно, ако не, кој те праша? Јасно? Е така. Ајде да си пуштиме шпица, да си продолжиме ние со муавет. Кажувате вие за дрес. Пушта, ајде, пушта. Да ти кажам искрено, ко за мала држава машала големи предрасуди има. За се општо, особено за облекат. Како знаеме одма судо да го фрлиме кој како е облечен, тоа е чудо некој. Од кај иди та толкава потреба да се суди на другите, немам да разберам. Дали луѓето мислат оди се совршени? Дали баш заради тоа што знаат дека не се, па сеа мора да ги турнат другите за тие да се осеќаат повисоко? Дали е тоа некоја генерацијска навика, несвесно што се пренесва од генерација на генерација? Појма немам шо е. Ама го има многу често. Мене пример едино би ми сметало командо ако ми се појави некој или само подолна облека ми шета по улица, тоа е веќе невкусно. Сам нормално дека мора некој ред да има. Ама сега да земиш да му судиш на луѓето кој каков шорц носи, каков дрес, дали носи кошула, дали костум, дали сучина, дали не знам што. Тоа ми е скроз глупо, бе брат. Кој сака што сака нека носи. Што ми е мене гајле ти како сакаш да се облечеш? Зошто би се замарал себе си со тоа? Вие што се замарат се вреѓат човеч. Да му видиш сурато навреден му е кој ќе види нешто што не бенди. Ау, види ја како облечена. Како не му е срам да се засрам. Ете не му е, бе госпожа. Не, ако не му е срам, ти што си ја мачиш душа да кажеш. Или си велиш, туко не може фија звака се облече, ама. Тоа е, сите сакаме многу работи, ама тоа е животот, не значи дека треба му ги пререкваме на луѓе. Нема, не сваќат дека се замарат човече, несвесно му, кај некој стварно е генерацијски и гледал баба му, па мајка му кај што прави тоа, па са таја го прави. Кај нас пример, сите генерации, сите различно размислуваме, сите различно правиме. Дедо ми на пример е old school, господин човек. За предврата да излези костум си клаваш. Не можеше неспремен да офати. Абе пред врата во дворона чекај го, кошулата тука е, краватата е тука негде во близина. Ако веќе заминва негде, кошула, костумо и свирката под мишка и терева. Оти шо знаеш, може негде на сред улица ќе излези свадба. Не можеш да знаеш. Тоа тие времиња идеш. Ќе го натера негде, ајта ли извај кларинето, так од багажник кларинето, дувни ја изваја дневницата. И тој на пример беше најголем поборник за тоа како се облеквавме сите во фамилија. Значи почнувајќи од баба ми па надолу сите, на сите ни кажуваше што треба да носиме, како да се облеквам. Ке требаше да се спремат за негде, ке се дотераше, тој ке излезеше, баба ми ке му речеше што си облекла, врати се, преслечи се. И так утрата налево, круг, ке си мумла попат да би да те вркнит нешто и кој ке се преслечи. На татко ми, на тетки, на сите му кажуваш. Особено мен. Од типа возрастните идат од едно друго време кај што малце поинаку се облеква луѓето. Брат ми тој ради танци, ради ова, она си се облекваше поинаку. Арно, ама мене можеш да ме видиш вака дресо клаен, шорцо подтурнат капата накриво, било како што се фатило. Е него тоа многу му сметаш. Како ти да не водиш сметка и да не си дотеран во костум? Тоа беше крајот на свето. Секој влегвање, секој излегвање. Што да си ваков, ма? Оди облечи некој костум да те видат луѓето да си интелигентен. За него облека да беше интелигенција, бе, ма. Деме кој те видат во костум луѓето речат, мора интелигенција овај. Алалдам, а не вака ко мене партал. И јас пример прво не би ни му рекол на некој нешто таква. Ептен са погаки ако излегва надвор ќе му речиш нормално. Ама иначе не би му се мешал. И да ми бара душата се замешам за било што ќе му речам еднаш, максимум 2 пати. И ако видам дека не трза работата, не досадвам брат. Мене ми е досадно прво. Него не му беше досадно. 20 пати денес, 20, 200 пати ги ти повторам. Еј, као жвакво. Оди клај нешто пу. Оди кај мене, јас имам костум. Значи тие костумите некој колку што ми ги нудеше, тоа чудо некој. Рачуне костуми од младоста него. И да не се од младоста и од средовечноста, да се пасе 50 години стари. До 102 дотера. Дали ти чини, не тичи, не е битно ти костум клај. Тоа те така си ги гледаше тој работи. Него му беше мерак во костум. И го ќе имаше прилика го ќе клае в костум, тоа беше најсреќен. Вака те личи. Интелигентен. И да не се разбереме погрешно, јас сакам костум. Ме фаќа мерак понекогаш да се дотерам, да се костумосам, да заличам малце на човек интелигентен, што би рекол дедо ми. Ама сакам некогаш, не ќам секој ден нон-стоп костум да носам. Би било гајле што ќе мисли народот ако носам костум или ако носам дрес. Татко ми на пример, иако и
тој свиреч како дедо ми. Не памтам да бил многу мераклија по костуми, по кошули, да. Нормално за насвирење кошули, порано исти кошули клаваја бендоите. Па како дете тарашвај по кутите горе, најди некој кошули сега кој што се модерни шарени овие летните. И ги најдиш 5 исти, демек 5 души бендо и исти кошули. Ама клаваше такви работи, се дотерваше за насвирење. После да си дојдеше дома шорцо, мајцата и лабаво бате. Ке дојдел некој ке те видел и шо ако те видел, демек ако не си по костум, минус бате. Не си интелигентен поќе. Ти се бриши готов. Тој лабав, јас уште полабав. Мене па не ми е гајле ни дома ни надвор шо нос. Ако ми личи мене како што треба, ми е гајле бате, дали ти мислиш дека е убаво, дали тој мисли, кој сакаш сака нека мисли. И не е дека не му сметат на татко ми некој работи, пример јас кој се облеквам, ама никогаш ми нема нешто посебно велен. Освен кога ќе направам некоја комбинација на класични алишта со полабави алишта, пример костум со патика. Или не дај Боже и мајца да кламо доздол. Тука бате ерес, готов. Како може костум со патика, со мајца? Тоа е нешто невидено. Костум се знае, се носи со чевла. И мене на пример и тоа никогаш не ми било јасно, ама добро, мислам разбирам. Порано имало некои стандарди како се носи костуми, нормално. Класичниот начин е тој: костум, ципела, кошула, сите марифет. И си има кај треба да се облечиш така и така натам. Се разбира. Ама јас сум дете што цел век по спортој. Патики сум порас. И ако јас сакам да се осеќам комотно, особено ако треба да работам негде. И ако ми треба нозете да ми се комотни, да не ме жулјат од сите страни од некоја ципел, ќе си клам патика, па го сака последно нека. Мене пример несфатливо ми е тие мокасините што ги носат сите изгорени, што се последно мокасинче без чорапче, мокасинче ципелава. Јас пример нив немам да измислам, ама на никој му немам речено ништо ако ти мерак носи, абе бате, зубо нека. Кој сум јас да ти кажувам дали да ја носиш или не? Арно, ама не, луѓето се изгорени да кажуват како можеш ова со ова? Тоа е нешто невозможно. Са здравие Боже, ќе видиме кој почни Адамче сам да се облеква. Кој ќе излези од канџите на мајка му, ќе видиме него, а Бога ми и мене ќе ме видиме. Тогаш дали ќе ми смета или не тоа што ќе унос. Макар што мислам дека нема многу да се замарам за такви работи, мене од секогаш многу побитни ми биле фундаменталните ствари, дали си здрав, жив, дали го правиш тоа што сакаш да го правиш, дали си среќен и таква работа. Кој носел, шо носел, зошто многу не му се замара, барем за сега. А можда и со староста си да видиш што го немам размислен. Можда колку помалце имаш работи во живото за думање, почнуваш да мислиш некои небитни работи, за да работи мозокот, ме сваеш, да не се и така. А и реално небитни се за мене, на многу луѓе му се многу битни, пошто најбитно е тука, како што рековме, што ќе речи народ. И на сите што се замарат со што ќе речи народо, јас му сум нејасен, како може да не се замара? Како така ти е гајле? Така бе срино. Рајато думу. Малце има замарања во живото, ќе се замарам, некој трет што мисли. Е гајле. И тоа е веројатно една од причините, ако не и главната причина зошто сум стално порасположен од други. Сам са не дека не се нервираме, ама барем не се нервирам со вакви глупости. И да ти кажам право, тоа е едно од работите што и препорачам. Да бидете рајото думу. Пошто небитно која возраст сте, досега ви е јасно дека нервозите сидат секако. Замарањата сидат секако. Барем со глупости не се замара. Шо има врска кој носи, шо носи мора. Што ќе ти смени тебе во живот? Ќе те направи поуба, ќе те огрди, ќе те качи на пиедестал, ќе те спушти, што ќе ти смени. Секој човек се што си прави за себе индивидуално. Ако му е ниф убаво на душата, тебе што ти мени. Исто ако тебе ти е мерак рамбовка, си клаиш и шорци, влечка, варенагума, ич да не ти е гајле што ќе речел комшијата. Извај си го цревото, прскај си надвор и уживај во живот. Оти како е тргнат, како е залетан, вака врвима. Еве вчера се роди Адамче, 7 месеци има сега. Дада, баба, папа, леле, јаја, не знам шо, уште малце ќе проговори. Се крева на раце, на нозе, уште не пролазен ќе почни да трча. А вчера се роди, вака врви време. Зато лавајте си ја душата, уживајте во живото и ич да не ви е гајле што ќе речи народ. Мислија мене ак ме најдот. И толку од мене за денес. Знам дека голем дел од луѓето што ќе видат ова нема се сложат или ќе речат така и ќе продолжат по старо, ама не е бит. Мој е да си кажам, ако чини арм, ако не, кој те прашава? Толку за денес. Поздрав и имајте убав ден.